Латино звук во зимски амбиент се контрастите кои учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански оваа година ќе пробат да ги преточат во едно. Традиционално како и секоја година, Струмичката гимназија организира концерт. Оваа година тој е насловен како Историја за љубов. За учениците учесници на концертот, овој жанр на музика представува предизвик кој сметаа дека заедно со нивните наставници успешно ќе го надменат како и секоја година досега. Спремаме околу 2 месеци, сега за сега се е супер и темата е многу тешка, бидејќи е латино, па се надевам дека ќе биде супер. Ние во бендот имаме гитари, имаме кахон, имаме други перкусии, клавир, бас гитара, имаме бонгуси исто така. Оваа година, како што веќе кажавме, темата ќе биде латино и како и за солистите и за хорот, така и за бендот. Оваа тема представува еден голем предизвик за нас, за ритмичката група и навистина се трудиме да ја сплотиме таа една хармонија и да звучи убаво. Професорката по музичко образование Станковска Анита вели дека овогодинешниот избор на музика представува предизвик не само за учениците, туку и за неа и професорот Денис Кирчанов, со оглед на широкиот избор на песни и јазичната бариера, што всушност е и убавината на овие концерти кои секоја година ги поместуваат маргините на очекување во нагорна линија. Оваа година за новогодишниот концерт ќе имаме подготвено една сосема поразлична тема од сегашните претходни 14 концерти кои што ги имаме изработено. И тоа тема која што ни предизвика еден интерес и кај учениците се разбира, нормално и кај нас колегите кои што го организираме овој концерт. Се договоривме за еден латино звук во една зимски амбиент. Латино звук кој што предизвика прво јазикот на кој што се изведуваат композициите, потоа изборот од големиот број на песни кои што ги имаме, но сепак направивме еден добар избор на 15 композиции, каде што се надеваме публиката ќе ужива. Имаме голем број на солисти, не само што имаме хористи, солисти и бенд, исто така имаме и девојки кои што го пополнуваат оној дел кај што е кореографијата, затоа што знаеме дека во латино музиката без сценските движења нема да биде комплетен филингот кај публиката. Освен сценските перформанси, на концертот оваа година за прв пат досега учество ќе земаат и учениците од ликовната секција, предводена од професорот Митко Тошев, кои на големо платно ќе насликаат дело кое е симбиоза со темата на концертот. Во нашето училиште, после ликовната секција, доста долг временски период и работи континуирано. Како што можете да видите, моментално работиме на делото сценографија за представата која што ќе биде изведена за почек и сакам да кажем дека темата е латино, што е доста интересно, кај учениците имаше голем одзив и голема желба да го тоа изработат. Работат со полн ентузијазам, со голема желба и со нетрпение чекаме да го завршиме делото и за да биде делото поставено на бината, за да можеме сите да ја споделиме таа енергија. Директорката задоволна од досегашниот тек на припремите вели дека секоја година со овие концерти ги надменуваат и сопствените очекувања, кои секој за себе е посебна приказна и предизвик, земајќи го во предвид фактот дека учениците се аматери кои на сцената изгледаат блиску до вистински професионалци. Ако минатата година им ги стопливме срцата на слушателите и гледачите со тоа што го чествувавме нашиот Ѓорѓе Балашевиќ, сега на еден друг начин ќе им ги стоплиме срцата, но мислам и дека ќе ги разиграме присутните во големата сала на Домот на култура Антон Панов во среда вечер во 20 часот, бидејќи ова година ќе биде разиграно и топло во латино стил. Вкупниот број на ученици учесници на овогодинешниот новогодишен концерт е околу 50-тина, а освен музичкиот дел со свирење и пеење, сцената ќе биде збогатена и со кореографски изведби, кои се символични во латиноамериканската музика. Концертот ќе се одржи на 27 декември во Центарот за култура Антон Панов, со почеток во 20 часот.